Вашата изјава за некрофилија ги разгневи особено семејствата од Кочани, семејствата на оние деца, на жртвите од трагедијата во Кочани. Кој е вашиот став? Жалам што политички структури имаа за цел, како и во минатото, да злоупотребуваат изјави да ги вадат надвор од контекст. Секој оној кој што детално ќе ја проследи мојата изјава, ќе го види мојот став по однос на тоа, не само на таа изјава, туку за жал и од почетокот на оваа трагедија, ќе види дека никогаш, ниту прво пред се како човек, а потоа и како представник на институција, на влада, немам реторика која што е во насока на заострување на односите со семејствата, на коментирање на нивните изјави. Напротив, она што континуирано го кажувам е дека сочувствувам и дека сум свесна дека таа нивна болка и емоција во оваа трагедија и во овие моменти е на највисоко ниво. Но жалам што политичките структури ги користат нивните зборови во политичка реторика. Ги користат трагедиите, како и во минатото, така и денес, за политички поени. Така што мислам дека континуираната заложба на политичките партии, особено од опозицијата, да представат нешто што не е воопшто така, во конотација која што има за цел нив да им донесе дополнителни политички поени, им носи само штета, дополнително ги разгорува емоциите и чувствата на семејствата, додека ние од една страна како институции се обидуваме да направиме нешто, да функционира системот, кој што практично е доведен до ситуација каква што е поради нивното владење, оние кои што се одговорни поради безброј недостатоци на системот, се оние кои што денеска истиот го злоупотребуваат. На граѓаните и на сите им е јасно за какви политички структури станува збор. Мое останува да зборувам вистината, да информирам за она што го работи владата, што го работат институциите и да потенцирам уште еднаш. Фокусот за Кочани ниту е краткотраен, ниту завршува со моја изјава. Тоа ќе биде состојба која што ќе бара континуирана поддршка, за која што ние како влада сме обврзани и истата ќе ја обезбедиме. Добро. Сега, знаете како, ситуацијата навистина е многу тешка, се разбира се, за семејствата пред се. И тоа е прашањето. Може ли со СДСМ да се смират страстите, да престанете заемно да се обвинувате, и заеднички да почнете да работите на помош. Пред се владата, се разбира, одговорноста мора да се каже дека е на владата, но барем да престанат овие обвинувања кои навистина ги вознамируваат семејствата. Предпоставувам дека вашата порака е тоа, да си пружите рака со СДСМ, да заборавите на антагонизмот, на непријателствата, барем во овој случај, кога најмногу ги боли семејствата. За да одговорам на ова прашање, би требало да имам, барем во најмала рака, еве лично јас, па и владата, тенденција да прави сензационализам или да започне со некаков вид на обвинувања, некаков вид на политички цели, некаков вид на политички говори и реторика. Мислам дека ова прашање треба да биде поставено на Социјалдемократскиот сојуз и да бидат прашани која е целта на реториката која што ја користат во еден ден 3 различни сценарија за трагедијата. Што очекуваат да добијат со тоа? Дали конечно ќе признаат дека немаат повеќе кредибилитет да зборуваат за реформи, за програма и така натаму? И дали повторно на тагата и болката ќе се служат се со цел да добијат некаков политички поен? Никогаш, пак ќе повторам, ниту од самиот почеток, ниту денес, ниту во иднина, ценам дека на вакви трагедии треба да бидат злоупотребувани и употребувани политички сензационализми. Напротив, граѓаните, особено оние кои што загубија свој најблизок, па и оние кои што се повредени, чија рехабилитација е се уште во тек, се уште бараат поддршка од владата, од граѓаните, заслужуваат мир и спокој барем на оваа тема да исклучиме политиката. Јас, ако можете да забележите што од самиот почеток континуирано, можеби некој ќе каже тоа се технички информации кои што ги соопштуваме во јавност. Но јас континуирано на темата Кочани, на состојбите кои што ги превзема владата, имам, би кажала, неделни информации кои што ги пласирам во јавноста, затоа што сметам дека само така ќе можат и граѓаните, но и семејствата, но и повредените да знаат дека владата е тука до нив и дека работи да ги подобри, па и оние состојби за кои што имаат забелешки. Затоа што ние гласот го слушаме, затоа што овие институции не можеа да профункционираат за само 8 или 9 месеци, за жал кога се случи ова
трагедија, затоа што беше систем комплетно нефункционален. И затоа што од една таква девастирана функционалност на системот, ние треба да ние треба да се обидеме да направиме нешто кое што ќе биде во служба на граѓаните. Така што јас ќе продолжам со фокусот да информирам јавноста со она што е превземано, ќе продолжам да зборувам за кочани за мерките и активностите, да ги подобруваме состојбите, а јас оставам на свесноста на останатите политички структури да запрат со политичката реторика и да не продолжуваат со традицијата која што имаат за злоупотреба на вакви случаи. Добро, тоа значи дека нема да им пружите рака на СДС, ама вие очекувате тие да ви пружат рака да се помирите барем тука и заеднички некако да наоѓате решенија. Знаете како, ако одиме на метафорички пружањето на раката, не знам како би се сватило тоа. За да пружите рака треба да имате соговорник од другата страна. Жалам што не го гледам во моментот. Раката на владата за заедничко делување и помош и оставање на политиката од првиот ден до денес е подадена. Некој друг ја одбива и некој друг ја злоупотребува. Затоа велам, се надевам, очекувам да ја променат реториката, очекувам да се фокусираат на правење на нешто добро, а не злоупотреба и не правење на нешто лошо, кое што дополнително ја зголемува болката. Добро. Практично ги обвинувате СДСМ за тоа дека воопшто не сакаат да комуницираат со вас. Јас зборувам за факти и за нешто што е навистина подкрепено со аргументи. Никогаш не обвинувам залудно, никогаш немам реторика да обвинам некого за сопствена состојба или за сопствена постапка. Од се она што можам да го видам во моментов е една политичка структура која што навистина одбива да делува, би кажала рационално и разумно во овие состојби, одбира да ги злоупотребува трагедиите и искрено жалам за тоа. Добро, но ајде да видиме што се случува со некои од семејствата. Да ги оставиме на страна СДСМ. Сега тие се очајни. Еве прво за семејствата. Знаете и сами. Велат дека немаат основни некакви медицински, здравствени услуги, материјали. Сапорт кочани велат дека од донациите обезбедува и сапорт кочани се прилично транспарентни и кажуваат каде одат нивните пари. Сега моето прашање е зошто нема буџет во владата доволно, туку сапорт кочани е тој кој мора да бара основни медицински некакви средства, па потоа имавме изјава и од докторка која велеше дека самата, од Кочани докторка, дека самата некои основни медицински потреби снабдувала во болницата. И сега околу парите. Зошто нема пари владата, тоа се пари на граѓаните, да обезбеди? Не можам да се согласам со тезата дека нема пари или дека владата не обезбедува финансиска поддршка, но исто така не можам да кажам како влада дека би стопирале или би кажале дека сме против било каква хуманитарна активност која што ја има тоа, би кажала еве здружение кое што вие го споменувате, како што има и многу останати луѓе кои што доброволно ги насочија своите донации се со цел да помогнат. Владата има континуирана поддршка и комуникација со семејствата, се надевам зборувате за овие кои што се повредени во процесот за нивната рехабилитација. Јас континуирано изминативе денови... Но и за семејствата, да не заборавиме, ајде за тоа после да не ве прекинувам, но да кажам, да не заборавиме дека една мајка кажа дека се откажала од својата работа за да си го лекува детето и практично е невработена. Ајде прво ова, па околу мајката ваш. И околу состојбите кои што се многу поразлични. Тие семејства се соочуваат со многу потешкоти. И јас комплетно го разбирам тоа. И ова е состојба која што за жал во определени состојби ќе трае можеби многу подолго. Еве денеска една од докторките која што е дел од работната група за евалуација на повредените кажа дека се истите, би кажала, поделени во некои 5 групи. Од 1 најмалце повредени до 5-та категорија на луѓе кои што се навистина потешко повредени и каде процесот на рехабилитација ќе трае. И грижата која што се дава дополнително, ќе ве потсетам и на целата, би кажала, организација на владата и брзата реакција во самиот момент од кога дознавме за состојбата, организацијата на Министерството за надворешни работи и надворешна трговија заедно со Министерството за одбрана. Тука беше службата за општи и заеднички работи, каде што на семејствата има возможи транспорт, логистика, сместување,
додека пациентите беа во страна. Ние се уште имаме 5 пациенти кои што се лекуваат надвор од Македонија, така што процесот е се уште во тек и трае. Во моментот, сите оние потребни работи кои што се во Кочанската болница од аспект на завој, од аспект на креми и така натаму, таа евалуација е завршена и се наоѓа начин како истата да биде обезбедена од домашните компании кои што ќе можат тоа да им го обезбедат. Ама 2 месеци поминаа. Јас од информациите кои што ги имам од здравствените власти е дека никој не е оставен без потребната терапија која што треба да ја прима. На сите им е припишана соодветна, би кажала, терапија која што треба да ја примаат. Во моментов се работи на начин како да и партиципацијата која што ја плаќаат при прегледите биде ослободена за овие семејства, затоа што ова ќе биде процес кој што ќе трае. Институционално, кога ги гледаме работите и кога ги гледаме од донаторски аспект, која е разликата? Знаете дека во системот постојат закони кои што подлежат на закон за јавни набавки, каде што процедурите се понекогаш подолги, каде што не постојат такви листи кои што можеме да ги набавиме како држава, не биле ни претходно обезбедени. Кога станува збор од донаторски аспект, ја имате поголемата слобода за веднаш, брзо и ефективно тоа да го направите. И тоа е за поздравување. И тоа се средства кои што некој ги донирал на таа организација, од друга страна владата заедно со Црвениот крст направи заедничка наменска сметка каде што сите институции ги пренасочи кон таа сметка за тие средства да бидат определени и пренасочени кон семејствата. Не е ова состојба за која што завршува денес и владата направи што направи. Владата ќе прави. Ќе ве потсетам и на нашата заложба за трансформација на Кочани, она што го најавивме, Кочани 2030. Тоа ќе биде навистина еден голем проект каде што навистина многу ќе го трансформира Кочани и ќе им ја даде мала нова свежина на градот која што очајно сега сите ја бараат и навистина ни е потребна не само на нив, туку и на нас како општество. Така да планот е континуиран, работиме континуирано и ќе продолжиме тоа да го правиме. Да. Околу мајката за која ви ја спомнав, што таа изјавуваше, даваше изјави, интервјуа дека е оставена практично на улица, се откажала од работата собствена, веќе не работи да се посвети на грижата на своето дете. Никогаш нема да се дозволам да коментирам изјави на било кој што е засегнат од оваа трагедија или да имам право, јас немам право да ги толкувам нивните изјави на еден или на друг начин. Добра, имате ли информации што се случува? Само да завршам. Ниту па да кажам дали истите се правилни или не се правдани. И болката, и барањето за одговорност, и состојбите кои што се соочуваат, дури нивната мака која што ја имаат за патување од Скопје, од Кочани до Скопје за еден преглед, ја разбирам и сочувствувам. И знам дека тоа се состојби на кои што ние во иднина ќе мора да размислуваме како да помогнеме. Ниедно семејство нема да биде оставено без потребната грижа која што ја имаат. Тоа семејство донело одлука во овој момент најважна за нивното семејство. Владата стои позади сите семејства и ќе изнајде начини кои што нив ќе им бидат потребни да им излезе во престрак. Им излеговте ли, зашто оваа информација од пред еден месец скоро? Излеговте ли на мајката во престрак? Јас верувам дека за личноста за која што зборувате, ево контакти со здравствените власти, ево контакти со институциите, телефонската линија е достапна. Јас денеска повикав и отворив уште еден повик за сите да се чувствуваат слободно да се јават и да ги кажат своите барања и проблеми. Владата и институциите задолжително постапуваат и ќе продолжат да постапуваат и ќе помогнеме на секој еден. Добра, околу телефонската линија подоцна, за да не го заборавиме ова, кажавте јавните набавки, тендерите се тоа го диктира практично правната држава, дури во вакви случаи, споредувајќи ги нели донациите на граѓаните, велите дека владата мора да се придржува кон законски нормативи и регулативи. И Клековски имаше, да не заборавиме, околу партиципацијата, некои не се пријавени и тука има проблеми. И сега мора ли да се инсистира во вакви моменти, да се инсистира да се чека во име, кога, мислам, може тоа на јавна сцена да биде објаснето, еве вие како портпаролка да го објасните на јавноста, дека некои процедури нема да ги чекате во моментот, дека тоа е итно, неопходно за овие луѓе да преживеат. Се што е итно и неопходно за овие луѓе да преживеат е превземено и направено. Меѓутоа, додека ние од една страна зборуваме за трагедија која што ни се случи поради непочитување на законите. Не можеме да бидеме влада која што постапува надвор од законите. Затоа што едноставно формално правно системот е така постапен. Затоа велиме, не е дека не може, се бараат начини во рамки на законот
во рамки на она што е систем, како ние да обезбедиме се што е неопходно. Не станува тука збор дали ние да работиме надвор од законот или да не работиме. Станува збор за држава и за влада која што треба да размислува како ќе одговори, како ќе го изнајде најдоброто законско формално правно решение кое што ќе биде во служба. Што прави државата? Дали државата работи на случајот или државата заборава дека се случила една ваква трагедија? Со сигурност можам да ви кажам дека владата е со постојан фокус да ги изнајде решенијата на сите проблеми кои што, морам да бидам искрена, се јавуваат и од ден за ден. Не се проблеми кои што се константни. Туку при секаја ситуација имаме нов момент кој што ние треба да се посветиме. Затоа велам, ова е долготраен процес. Да се фокусираме на тоа што може државата да направи, што може општеството да направи и да видиме како да ја тргнеме политиката надвор и еднаш да научиме дека од трагедии политички поени не смеат да се прават. Добро. Околу јавната телефонската линија со која ги отворивте тие телефонски линии, но на маршот на така наречен, нели, марш на ангелите од Кочани, тоа се семејствата, пред се, иако и останати блиски маршираат во Скопје, постојано велат дека немаат комуникација со функционерите, премиерот, министрите. И сега токму заради тоа е моето прашање. Тие телефонски линии нека постојат, не велам не. Но многу е поважно да бидат во 4 очи или групно, па потоа и насамо да се комуницира од страна на функционерите. Секојдневно, барем да ротираат функционерите и да комуницираат со семејствата. Комплетно ве разбирам, изборуваме за состојбата на воспоставување на личен контакт и на разбирање на болката и тагата која што тие ја имаат, затоа што од една страна некому оваа телефонска линија му делува како далечна врска. Морам да кажам дека ова не е тоа целта на владата. Има многу од семејствата кои што сакаат состојбите да останат надвор од очите на јавност, кои што не се чувствуваат дека треба да се сретнат со министер во овој момент. Има многу од семејствата кои што бараат нивниот проблем да биде решен брзо и сега. Мислам дека тоа е клучот на кој што ние треба да се посветиме. Целта на оваа телефонска линија, која што до овој момент има 109 лица кои што пројавиле интерес, кои што се јавиле и го поднеле своето барање, предлог, идеја како може нешто подобро да се направи, покажува дека ние навистина цениме дека ваква една комуникацијска линија, која што ќе биде жив канал, која што нема да ја затвориме, која што ќе биде постојано во функција, ќе можеме тие барања да ги систематизираме, проследиме до институциите да бараме брзо и решително решение. Затоа што, знаете, понекогаш може некој да каже административно сте бавни, не се посветува фокус, има многу проблеми, не можам да дојдам до Скопје барања да поднесам и така натаму. Да видиме што можеме ние да направиме во нивна служба. Тоа е и владата. Од друга страна, морам да кажам дека личните контакти со дел од семејствата, председателот на владата ги има. Мицковски има комуникација со сите семејства, зошто велите со дел? Затоа што има семејства кои што прифатија средба со председателот, кои што беа во рамки на владата, која што бараа да биде тајна и да биде надвор од очите на јавност. На таа средба се договори и динамика за континуирани средби кои што ќе се случуваат и кои што ќе бидат во континуирана поддршка. Канцеларијата на председателот на владата има тим кој што е фокусиран и на делот на семејствата кои што загубиле своји најблиски, но и на оние кои што се повредени и кои што се уште ќе имаат процес на рехабилитација. Комуникацијата е клучот во овие моменти, ние не бегаме од тоа, бараме начин како брзо и ефикасно тоа да го решиме. Да, добро. Ајде, Сапорт Кочани до Мицковски излезе со порака, не го убивајте ентузијазмот на луѓето, по неговата изјава дека едно граѓанско движење за поддршка на Кочани преминува во политичко движење, побара да не се лепат етикети, нивна поврзаност со политичките структури. Прилично остра порака од Сапорт Кочани до премиерот Мицковски. Па ќе ве надополнам, јас можев да забележам во нивната порака дека велат дека не се препознаваат во она што го кажал председателот на владата, но сепак му паќаат порака, се надавам мислат за некое друго здружение кој што можеби во моментот фигурира во Кочани. Јас повторно ќе се вратам на тоа дека хуманитарност, желбата да се помогне во оваа ситуација
е добре дојдена и никој тоа не може да го скрати. Идејата која што ја имаат да помогнат на кучани на брз начин, поддршката која што ја добиле од граѓаните и така натаму, е нешто кое што на вистина треба да биде во служба на граѓаните од Кочани и да најдат начин како сето тоа да го подобрат или да ги минимизираат последиците кои што се јавуваат секојдневно. Од друга страна, морам да кажам дека пораката која што е упатена е се со цел повторно да се упати порака дека политиката мора да ги тргне рацете од овој процес. Ако не имаме цел да имаме хуманитарна организација која што навистина ќе биде во служба и ќе помогне, тогаш мислам дека тоа треба и да ни биде целта. Чекате сега. Мислите дека зад Сапорт Кочани стои некоја политичка структура? Не, јас ценам дека политичките структури имаат за цел да ја злоупотребат трагедијата, да ги користат наративите на семејствата, кои што во тага и во болка, барајќи одговорност и правда, Не, а тоа од друга го кажавте, страна барајќи здравствена заштита, тоа е она што сакам како порака да го упатам. Мислите исклучиво на СДСМ? Секој оној кој што има за цел да користи наративи, вклучувајќи и СДСМ и останати политички партии, да користи наративи на семејства, се со цел за политички поени, мислам дека треба јасно да говориме, дека целта е да помогнеме, а не да добиеме политички поени. Се додека некој се обидува политиката да ја вметне во една трагедија, а имал и традиција на правење на истото во минатото, само покажува колку имаат за цел било што да зборуваат во јавноста и да го презентираат како негативно за работењето на владата, без да имаат елементарно чувство на почит кон семејства. Да, разбирам. Јас нема да си дозволам никогаш ниту да коментирам здруженија кои што хуманитарно се организирале и помагаат. Ниту да коментирам дали нивната намера е чесна или не. Се надевам дека тие пред граѓаните ќе треба да го кажат својот одговор и дека мојата работа како влада е да информирам за тоа што прави владата, кои се институциите кои што работат и што ќе прави во иднина и јас ќе продолжам тоа да го правам. Да, еве Сапорт Кочани вели доколку можеме било како да помогнеме, знаете каде може да не најдете. Значи прашањето е Мицковски дали имаше средба со нив. И дали нив ги обвинувате? Тоа пак не го разбрав. Мислам дека многу конкретно одговорив на прашањето, дека ниту имаме намера да обвинуваме, ниту имаме намера да посочуваме со прст луѓе кои што имаат добра, искрена хуманитарна цел. Сите оние кои што ќе го злоупотребат тоа, имаат за цел за други политички поени, мораме, наша одговорност е да говориме јасно и гласно и да замолиме и да потенцираме во јавноста дека некој има за цел тоа да го злоупотреби. Добро, имавте ли средба? Јас од информациите кои што ги имам во моментот, средба не е направена. Благодариме за подадената рака доколку има потреба, се надевам дека во иднина ќе се стапи во контакт. Затоа што цениме дека во моментов работата која што се однесува од здравствената грижа, од аспект на тоа што е потребно, како институции, како влада, како луѓе кои што се навистина во секојдневен контакт, го правиме, не исклучуваме можноста. Нека продолжат со својата хуманитарна работа, но нека биде во вистинска насока на хуманитарна акција. Се надевам дека така и ќе биде. На крај сме благодарам за овој разговор. Јас ви благодарам за поканата.